Добар ден. Никола Груевски и раководството на ВМРО-ДПМНЕ нема да го избегнат соочувањето со одговорноста за направените криминали и злодела со тоа што го одложуваат изборот на новата влада. Нова реформска влада ќе има и таа влада, како што е предвидено во новата програма, ќе спроведе темелни реформи во судството и во обвинителството и ќе обезбеди независен судски систем и правда за сите. Тоа е мнозинската волја на граѓаните и тоа ќе се преточи преку институциите на системот. Изборот на нова реформска влада значи крај за Сваровски судството. Новата влада значи крај за судии избрани во тефтерчиња, кои ги штитат криминалните интереси на Никола Груевски и раководството на ВМРО-ДПМНЕ и носат нарачани судски пресуди против политички неистомисленици. Груевски и соработниците знаат дека промените носат и крај за балските интервенции кај државниот обвинител Марко Зврлевски, за кумските врски како онаа на Трајко Велјановски и Јово Вангеловски, за кадровските пајажини во судството што ги прават Груевски и фамилијата и сега на заминување, како што се последните примери со распоредот во Кривичниот суд во Скопје. Новата реформска влада веднаш по изборот ќе предложи продолжување на рокот во кој што специјалното јавно обвинителство може да покренува обвиненија за расчистување на скандалот со прислушкувањето и понатамошната борба против корупцијата, криминалот и злоупотреба на власта. Веднаш ќе ги донесеме измените на Законот за заштита на сведоци, кој што ги побара специјалното јавно обвинителство, за да овозможиме квалитетни истраги и одговорност за сите криминали и злоупотреби. Новата влада ќе обезбеди поширока поддршка и мнозинство за уведување на специјално оделение во Основниот суд Скопје 1 за постапување по предметите на специјалното јавно обвинителство. Ќе има реформи во судскиот совет, како и измени на Законот за судови заради уведување на јасни критериуми за избор, напредување и разрешување на судиите. Квалитетот и ефикасноста на судиите ќе се мери објективно според бројот на решени предмети, број на обжалени пресуди, број на потврдени пресуди, причини за укинување на пресудите и време траењето на судските спорови. Ке следуваат и темелни реформи во јавното обвинителство на Македонија. Македонија ќе биде правна држава во која што законите ќе важат подеднакво за сите. Криминалците ќе одговараат и ќе ги вратат сите украдени пари. Секој кој што е против овие промени треба да знае дека е заштитник и соучесник во криминалите на досегашната власт или е злоупотребен за нивни цели. Затоа ги повикуваме сите вработени во јавните установи и правосудниот систем да бидат свесни за нивната одговорност и историскиот момент во кој што живееме. Секој мора да ја работи својата работа професионално, неселективно и според законите и да не се става во заштита на криминалот и криминалците. Укажуваме мнозинската волја на граѓаните да се испочитува, да се избере председател на Собранието, што ќе отвори пат за брз избор на новата реформска влада на граѓаните и Македонија да стане правна држава.